Со ладна вода. Газирано ладно пие. Чешките летни денови продолжуваат, а високите температури ги натераа Штипјани да бараат најразлични начини за полесно да ја издржат горештината. Додека едни спасот го бараат во ладни пијалаци, сладоледи, сенка и климатизирани простории, други освежувањето го наоѓаат покрај вода или на места каде можат барем накратко да се тргнат од силното сонце. Граѓаните велат дека во најтоплиот период од денот се обидуваат да избегнуваат директна изложеност на сонце, а најважно им е да внесуваат доволно течности и да најдат начин да се разладат. Што по сега деца ми стават клима на парно и вентилатор се повеќе. Додека ми стават новирах куќата и така. Па дома, климата пушти, вратата отвори, иде дома, седи. Сладолед нема. Сладолед. А на море? А што пиете за да се разладете? Ева пиеме газоза. Водичка ладна, да. Па тоа и по ценка дома. Некои граѓани велат дека во најтоплите денови спасот го бараат подалеку од градот, во планинските предели, каде што свежиот воздух, сенката и пониските температури нудат вистинско освежување. За дел од Штипјани, Берово е една од омилените дестинации за бегство од летните горештини, место каде што природата и планинската клима се вистински спас од високите температури. Јас се разгledувам со убавините на Македонија. Па поладничко, да, у центарот на Берово е исто како Штип, ми е тоа горе на Аурора, на Беровско езеро, у Малишевските планини, нешто друго приказно. Но и покрај високите температури, секој има свој начин како полесно да ја помине летната жега, но најважно да се почитуваат препораките, да се внесуваат доволно течности, да се избегнува најсилното сонце и да се води грижа за здравието. Во борбата со горештините, граѓаните велат дека секое освежување е добредојдено, а најважно овие топли денови да се поминат без последици по здравието.